Драги мои пријатели, покрај малите екрани, еве ме повторно и мене, нели во утринската програма, заедно со првото утринско кафе, и морам да ви кажам дека се наоѓаме на истата фреквенција и во исто време и буквално на иста локација. Ние сме денеска тука во ресторанот Кале, на скопската тврдина Кале, и ќе се потрудиме заедно со нашиот домаќин готвачот Сакип да приготвиме еден извонреден рецепт со кој што вие ќе можете денеска да го поминете денот или да ви дадеме насоки барем за она што да приготвите денеска. Значи да не должам многу, да се вратам во кујната на ресторанот Кале и да заедно со мојот готвач домаќин го приготвиме денешниот рецепт. Се гледаме таму. Драги мои пријатели, еве не повторно во ресторанот Кале, единственото место во градот Скопје од каде што можете да го видите буквално целиот град и да си поминете навистина фантастично и убаво. Може би една од најголемите кујни во Република Македонија, сум поминал многу кујни, сум видел многу ресторани. Сакип, мојот верен другар Сакип. Браво Сакип, добро утро. Како си ми? Одлично. Дали сме подготвени орни за работа? Спремни сме. Една убава карактеристика за ресторанот Кале е за тоа што ни овозможува да се подсетиме на оние стари македонски јадења, односно јадења кои што на почвата на територијата на Република Македонија се одомаќиниле и едноставно му прираснале на срце на народот, па така и на нашиот готвач Сакип, и едноставно тукашниот овој народ кој што живее на овие простори, независно дали е македонец, турчин, албанец, ром, влав и така натаму, ги готват тие јадења и со обожување ги сакаат и ги применуваат секојдневно. Што ќе готвиме денеска? Денеска приготвуваме гулаш. Гулаш? Гулаш, да. Од телешко месо, потреби намирисенице. Значи, телешко месо... 2,5 кила телешко месо. Да, не знам. Абе, не штедите на нас. Што е со Кале денеска? 2,5 кила. Добро, ви благодариме. Значи, за гулаша потребно ни е хромит. Хромит, значи, бибер, вегета, соца, зачини. Бибер, шеф микс. Значи, котањи исто така зачини. Друго, извини Сакип? Ловоров лист. Добро. Така, почне начина приправа. Гледам тука и бело лукче, става малку. Не, белото лукче си доаѓа за други намена. Бело лукче доаѓа за друга намена, а имаш и наша сол. Гледам која наша сол, да. Ете така. Можеш да почнеш со работа. Што треба прво да се направи? Веројатно месото да се... Значи се зема телешкото месо. Добро, повели, земи го. Имаме многу, значи... Сакип ни е мускулест, вака, затоа толкаво парче месо. Се сече во големина, да. Колко малци десерта да го спомним во тоа. Така. Значи се сече. На коцки. На коцки, да. Добро. Мора да кажеме дека во оваа денешна гурманска приказна, поради тоа што готвиме баш гулаш со телешко месо, да кажем со макарони. И со макарони. Јазно со гулашот оди тестенина, нели? Па може со други додатоци, меѓутоа денеска не спреме со макарони. Така. Да кажеме дека гулашот потекнува и е национално јадење на Унгарија и на земјите кои што се околу. Инаку произлегува од зборот гулја, што значи кравар. Значи човек кој што се бави, кој што чува крави. Значи кравар, и затоа токму оригиналниот рецепт на гулашот доаѓа со телешко месо. Телињата знаете дека доаѓа до 150 кг, а јунињата... Да, јунињата над 300. Над 300. Има некои земји во Европа кои што генерално преферираат да поради одредени работи, да речеме, тоа е Велика Британија и Ирска, да јунешкото месо, односно телешкото месо, помалце го користат, но за тоа па земите како Соединетите Американски држави, значи тука имаме Италија со нејзиното познато говедо. Значи тоа е начин на сеќање на месото. Така. Ги користат фаза. Се уште имаш коцкички. Значи го користат телешкото месо како национален рецепт и моментално ќе го искористиме и ние за денешното јадење гулаш. Дали исто така вака сите овие гости кои што тука прават разни свечености, свадби, крштевки, вие сте многу популарни по тоа, ги пречекувате со истиот овој квалитет?
Да не биде само за нас од телевизија. Не. Дури и подобар. Да. И они што не гледаат, значи, што помене со нивните веселби од нашава куќа, гордо се среќаваме во градот и се поздравувам. Значи, задоволни искочиле. И се враќаат. Апсолутно. Значи, сите оние кои што не радува што оди повторно се враќаат до нашата куќа, сме даре квалитет, сме даре услуга и се враќаат наново. Покрит добро јадење имате и голем паркинг што е многу битно и не се наплаќа. Не се наплаќа. Не се наплаќа на калем паркинг. Океј. Што треба сега да направиме сега? Месот е сече, значи идем друга фаза со кромидот. Така, ставаме зејтинче. Сончо гледово. Море се хромит. Може кромит. Помели. Мора да ти помагам. Затоа ме сакаат луѓето, затоа што сум со обичните луѓе, со нормалните луѓе, другари и пријател, и со сите нив комуницирам, готвам и се дружам. Можеме си уште маце хромиче. Уште маце хромиче. Гулашот бара хромит, повише, да ви запулко се после зачинува. Така, може да се врати. Така. Значи хромито се пржи, се дорека не омекне, тогаш го ставаме месото. Уште малку ќе го пропржиме, потоа го преливаме со вода, додаваме нешто тогаш. Оставаме да се крчка, да се десни. Да се крчка. Колку време му треба да се крчка? Баце он телешкото месо потврдо е така да некое време од еден час и веднаш потоа се вклучуваме да го ставиме во тањирот. 2 часа може да се. Да. И да јас си направам една прекрасна одјава од ресторанот и значи со водата оди и доматот и црвената пиперка. Почитувани пријатели, еве не на уште еден крај на гурманските приказни. Еве го Сакип со изморедниот гулаш. Фала ти Сакип овдека, затоа што ќе морам да го комбинирам со макарони. Значи, пред да пробам од изморедниот гулаш што го приготви Сакип во ресторанот Кале на тврдината Кале, да ви приспомнам дека се излезени гурманските приказни за италијанската кујна, едно изморедно DVD со италијански рецепти. Земете си го имате на сите киосци во Република Македонија. И како што доликува, нели, гулашот оди со тестенина. Можеме дури и вака да ја послужиме по западен терк. Ова е вистински гулаш. Што би кажал еден мој пријател, гулаш пар екселанс.
да пробаме. Значи, навистина прекрасно. Се гледаме утре.